обични луѓе и се бидејќи по 20 години си пробал свинско, сега ќе пробаш пак свинско во 20-та година, да. Имаме фантастични кременадли од најдобрите маркети, значи во Македонија, од најдобриот маркет. И тие кременадли јас малку ги подпржив пред ти да дојдеш, за да можеме сега во real time, што би рекле. Добро. Значи ем пржено? Ем пржено? Ем пржено, да. И значи кременадли во сос од печурки. Ќе добиеш, ама ќе видиш како јас тоа го приготвувам. Ми заигра стомакот, брат. Ти заигра стомакот. Да. Значи добро ќе те најадеме и ќе те напиеме. Тука. Еко сме кај кременадлите. Фрапантен податок еден прочитав. Ние што сме малку здебелени, па што мислиме дека ни од јадењето и така натаму. Така. Расчистивме дека ако правилно се храниш, и нема да имаш толку големи проблеми. Апсолутно, дефинитивно. Работата било во жестоките алкохоли. Да. Значи, една чашка жесток алкохол, да речеме ракија, колку е тоа 0,18, 0,20, 0,2, така? Точно. Е рамно на кременадла. Тука си во право и апсолутно. Значи по калории или по што? Рамно на кременадла. Јас И ако ќе размислам ја дека имало ноќи кога сум јадал по 35 кременадли. Надли? Јасно ти е. Што не изгинале прасиња, не? Јасно ти е зашто сум бил во канал 103. Ма се сум канал 103 на Кубев. Јас морам да кажам дека благодарејќи, значи, и на чајот Инхуа и благодарејќи на оваа исхрана што ја водам во последните година дена и во последните 10 години успеав една моја традиционална болка, значи триглицеридите, една поука на гледачите, со помош на оваа здрава исхрана, овие рецепти од обични луѓе и маслиновото масло и сите ладни цедени масла, да ги сведам на нормала. Значи, се пиев. Масло од кит, масло од лососи, вакви таблети, онакви таблети, ништо. Само исхраната кога ја средив, значи, си јадам и свинско. Значи, си јадам од време на време. Нормално не јадам секој ден и не јадам од најмрсното што се вели, но ја средив исхраната и успеав да ги средам триглицеридите, иако другиот дел од крвната слика ми беше тоа. Да. Јас не сум правил крвна слика. И да не правиш, затоа што сите мои другари, сите одришто вика ако ти дам готово. Ќе се ќе направиме едно, значи сосче тука ќе видиш со темелјац што би рекли хрватите. Добро. Значи малку со пашканат и со морков, печурче, палваче. Ова е рузмаринче. Добро. Значи ќе го ставиме врз кременадлите, кои што имаат задача да се потпечат тука. Вака. И едно ќе ставиме попреку. Ќе ми направиш проблем за вечерва, човече. Ќе направам проблем за вечерва, знам. Ама знаеш како? Вечер ќе видиш толку добро. Најаден, што ќе заспијам. Што кога ќе отвориш муавет, един најавиме. Сака еден час пиење после. Так. Значи вечер имаш пирамида. Да. Првата пирамида. Првата пирамида. Конечно е брег дошол Мухамед. Така ти личите? Така ми личи мене. Пирамида е кажам нешто многу искрено. Едно шоу. Многу ќе ми значи да биде добро. Мора да биде добро. Не само не толку заради мене и не толку заради националната телевизија која заслужува конечно да стане нормална телевизија, најмногу заради публиката. Добра реченица. На која минатата година и беше ускратено правото да гледа квалитетна пирамида, не затоа што тоа не чинеше. Не, што се случуваше, но беше далеку од стандардите на кои сме Тоа е навикната пирамида. Денеска можеш да ги лаеш малите деца, ама и малите деца имаат сателитска и кабловска дава, па пуштаат да видат како другите чичковци и тетки го прават тоа некаде на 200 или 500 километри од тука. Така. А шалата на страна, мислам дека сум можеби не идеалниот, но во моментот најпогодниот човек да говори тоа. И ти барем знаеш дека и јас знам што е тоа политика, што е парламент, собрание, ги знам сите проблеми и се шалам. Знаеш што? Мислам дека таа година... Добро, ти зборуваш и за политика понекогаш тука. Не, јас имам гости политичари, мора да го рчнеш. Едно минуче, не само ќе ти кажам... Минуче, те фатам и тебе минуче за коморот, мислам. Печатоците за мене за тие избори 2002 дека тоа се единствени избори во светот кои ги намести опозицијата. Добра форма. Тоа е невидено. Добра форма. Тоа само кај нас бе. Да ги наместиш опозицијски. Така, опозицијата ги намести изборите. Што е невидено.
И дојде на власт нормално. Па добро, обично ги местат за да дојдат на власт. А супер да е, супер, ама обично власта ги мести за да остане на власт. Гледаш, многу е битно пак и значи тоа е таа европска култура, тоа е она европски и американски стандард на однесување. И по поразот ти треба повторно да комуницираш со својот политички опонент. Апсолутно. Затоа Германија издвојува 80 милиони евра за своите политички партии. Затоа што не треба да прави кланица од нив. Треба да им дозволи да живеат, да земат и да од нив произлегуваат добри Ќе го запршката ќе ја расипеш да смениме темата. Да. Се запени ти почна те фатив на... Готово, ме фати на сентименталност. Слушај сега. Имаме бело винце од ова што го пиеме. Стави унатре? Да, Добро. обавезно, бел како динста убаво. Да. Имаме шитаки печурка. Каква? Шитаки. 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 Значи, шитаки печурче, тоа познато јапонско печурче, исто како што е хубав познат чај, за гешиве. Добро. Значи, ставивме едно путерче, така, 50 на грама, сега ќе ставиме павлака, ставивме и шампиньони, значи, си ги земавме во маркет, убави домашни, и сега тоа малку треба да издинста, додека стигне Добро, павлака. сега е И лукче ставивме. течно тоа? Да, сега е течно, тоа ќе си динста тука, Игор ќе потврди секаде кај што ќе седнеме во друштво што се вели, абе човеков готви, шљака, прави Тоа веќе добро работи. изгледа. Чија беше таа јапонска или кинеска дека колку повеќе бои има е толку поздраво и повкусно? Поздраво, точно. Јапонска Тај или кинеска беше? Да, кинеска. Значи да. кинеска е. Веќе гледам повеќе од 5 бои таму. Така. Еве ние. ние Кременадлите, брате, кременадлите. павлаката се печат, А? се печат, тие Немојте, ќе бидат молам. прелиени. Добро. Тие ќе бидат прелиени. Имаме уште малку време, значи да продискутираме. Дефинитивно си во пирамида, дефинитивно ќе биде големо шоу, дефинитивно ќе биде еден политичко-општествен фајт помеѓу јавни личности. Ние ќе се потрудиме да го намалиме процентот на политичките теми. Зошто? Зашто сакаме да направиме покомуникативна, да ти кажам нешто, на луѓето им е навистина од политика преку глава. Точно. Сега не може од 5 теми во пирамида најмалку 4 да бидат политички. Доста му е народа. Па кај е наука, кај е култура, кај е спорт, кај се социјални проблеми, Точно. кај се млади, Абе локални кај проблеми. се дрога, кај е хомосексуалци, кај се граници, кај се визи, знаеш. Доста. Доволно е да се две политички теми. Правата на Зошто? Бошко. Правата на Бошко. Слушнав дека имал повреда. Повреда. Тешка повреда. Тешка повреда. Бошко се влюби во една комшивка, се вика Срна, Така. и Господ ми ги прати во моето ново живеалиште во населба Кисела вода, а всушност му е правнука на Бошко. Меѓутоа кај кучињата Ете, до второ дозволено. колено исто како кај американците, до второ Да. колено е, добро? Дозволено. Американците и кучињата имаат исти закони. И второ колено е дозволено. Знаеш, у Чикаго можеш за втора бродучитка да се ожениш без проблем. Ја не кажав ништо. Добро. Значи Бошко е влюбен во својата Така. правнука. Чекаме да дојде 13-тиот ден. Денеска е 8-миот. Он ја брка по сите можни Значи да се појави Бошко Джуниор. клупи и тоа и во онакви старински македонски чергичиња со кои беа прекриени клупите, му влезе ноктот од десната шепа, Така. му се закачи и сериозна повреда на го однесо, многу беше тажно. Така. Меѓутоа Бошко е искусен со ветеринарите. И Ги јапе од после. да, знаеш, му се пресвика на пола и сабарето кога се разбудив, он сам си го имаше средено ноктот како со грицкалица човек кој си го сече, он со забите. А он го средил затоа што знае дека ќе ме носиш на ветеринар. Така. Ти кажам, ја паднав пред 2 дена и мене ме носеа не на ветеринар. И среќа ми беа сечени ноктите, чисти нозете, значи јас поприлично си водам сметка. Иако не ми беше баш симпатичен прстот, нели прстите обично растат нанапред, тој растеше нагоре после падот. Ромите знаеш ли како го викаат ветеринарот? Не знам. Ајван доктор. Океј. Значи тоа се твоите идни планови, остануваш на бинго, Да, станам. добро се храниш, Пирамида, добро се хранам, театарот, театарот, сезоната започнува. одиш со истите представи со Сомнително лице и крал Иби. И крал Тие ќе ми дадат две и премногу ми се. Така? Знаеш кога имаш обврски од таков тип, да речеме, бингото е веќе механика. Ти велам 10 години и тоа. Меѓутоа пирамида сега ќе ме врати малку да бидам поактивен, уште повеќе да читам вестници, да следам собрание и така натаму. А Апсолутно. театарот па ми дава посебна една дисциплина што мене ми е потребна,
Значи, кога имаш представа на вечер, нема прејадување, нема пиење алкохол, Така. нема шетање, нема, Има дисциплина. нема препушување, нема ништо. Има дисциплина, знаеш дека имаш представа, седиш дома, не таласаш, што викаат нашите северни соседи. Дефинитивно, кога имаш јавен Е, сега, ако имам две представи неделно, па плюс и бинго, и плюс пирамида, тоа значи се дека 4 дена во неделата мораш да бидеш. И еден ден кој што се преклопува. Така, и сега ми остануваат 2 дена. Сега за 2 дена многу глупости знам да направам, ама добро, само 48 часа ми остануваат за пороците, брате. Знаеш, онака стеснет ми е сега. Камо да видам? Еве. Звукот го слушам. Аве, чорчоре. Чорчоре. Чоре. Го гледаш розмаринчето како? Да. Сега тоа си пушти. Джеми знаел, ние не сме знаеле. Джейми знае. Знае, дефинитивно. Знае, дечко. Го почитуваме Джеми максимално, Знае, значи, дечкото. но и ние знаеме. Се гледа дека знаеме. Еве вака.